Автопатот 101, еден од оние со најгуст сообраќај во Калифорнија, минува низ паркови со многу животни, вклучувајќи ги планинските лавови, иако тие не се многу видливи. Тие успешно се размножуваат и во голема мера остануваат незабележани од луѓето. Дури и ние, иако знаеме каде се, бидејќи ги следиме електронски, ретко ги гледаме. Планинските лавови, познати и како пуми, се соочуваат со проблем. Автопатите се препрека за овие диви суштества, на кои им се потребни големи површини земја за да се прехранат и поврзат меѓу себе. Почнува да се вкрстуваат единки од едно семејство, што води до многу мала генетска разновидност. Всушност, генетската разновидност е толку мала што би можела да ги истреби овие животни од регионот. Затоа е направен мост за диви животни покриен со вегетација на местото познато како Кањон на слободата. Изградбата на мостот долг 60 метри почна на 22 април на денот на планетата Земја и треба да заврши за 3 години. Овие животни заслужуваат нивното живеалиште да биде заштитено, вели експерт за животинскиот свет. Од етичка гледна точка, многу од овие животни се тука од леденото доба и некои од нив го преживеале тогашното истребување. Меѓу нив и планинскиот лав, кој живее во Калифорнија 30.000 години. Најпознатиот е P22 или славниот самотник. Буквата П укажува на пума, а бројката е ставена од службата за национални паркови. Пред околу 10 години P22 се спуштил од овие планини, поминал 2 автопата и сега живее на 1700 хектари во Грифит парк, во срцето на Лос Анџелес, каде коегзистира во голема мера незабележан заедно со луѓето. Во кој да било друга сојузна држава, P22 би бил или отстранет или убиен веднаш штом би бил забележан. Не и во Лос Анџелес. P22 е херој кој има и ден во негова чест. P22 беше лицето на кампањата за финансирање на овој мост вреден $90 милиони, кој ќе им помогне и на којотите, и срните, на малите видови како гуштерите и на најнедопирливиот меѓу нив планинскиот лав.